Добро вечер, вести на Канал 5. Партиските карвани стивна на сила изборниот молк пред утрешниот прв круг на локалните избори. Денеска традиционално гласа затворениците, болните и изнамоштените лица, како и лицата во старските домови. Дел од лицата во домот Мајка Тереза за Канал 5 рекоа дека од идните локални власти очекуваат подобра иднина на младите, но и изградба на нов дом за нив, бидејќи како што рекоа, постоечкиот веќе си го отслужил своето. Новиот градоначалник прво да даде нов дом, ово е руиниран. Ако може да не го поправи, да не го поправи. Ако може нов дом да се направи. Секој пат си гласам, кога има гласање, секој пат си гласам. Што очекувате од новиот градоначалник? Што мислите дека треба да направи и што очекувате да направи? Па се што не достига. Се што не достига, мислам дека ќе промени. Над 2000 затвореници и притвореници гласаа во 14 казнено-поправни домови. Во КПД Идризово со право на глас беа 1120, во Шуто Оризари 411, во Штипскиот затвор 237 лица, во Прилепскиот 119 лица. Канал 5 ги посети затворите во Идризово и во Шуто Оризари, а оние што ги анкетиравме посакаа повеќе паркови и хигиена во општините. Што очекувам? Да биде фер. Фер према сите, национално да има, ја слободата ја барам, правдината и тоа, ништо друго. Нормално зеленилото најубаво нешто. Ништо друго не сакаме. Паркови, зеленило да има све околу нас. Па за општината наша да биде добро, значи за децата, за иднина, за нас да биде тук да направи некој добро. Не фалја многу хигиена, фали, во паркинги исто така фали. Мора да се намести некој паркинг добро. Да биде за нас. И за децата исто, да биде некој подобро, значи. Починато лице било предложено за советник во Советот на град Скопје. Државната изборна комисија на денешната седница ја утврди целосната листа на партија која кандидирала веќе почината жена на својата листа. Државната изборна комисија за случајот ќе го информира и јавното обвинителство. За ова Ивана Стојановска. На само еден ден пред изборите, Државната изборна комисија поништи една советничка листа за град Скопје, поради тоа што на неа имало кандидирано починато лице. Сите кои внедела ќе гласаат за оваа советничка листа поднесена од една партија, нивните гласови ќе се сметаат за неважечки, информираше председателот на ДИК Кондарко. Случајот, како што појасни, бил откриен доцна кога изборниот материјал веќе бил испечатен и дистрибуиран, поради што немало можност советничката листа да биде избришана од гласачкото ливче. ДИК за случајот писмено ќе го извести и јавното обвинителство за поведување на соодветна постапка. За наведеното починато лице нема изјава, лична изјава дадена за прифаќање на кандидатурата, која е неотповиклива и која е составен дел и задолжителен дел за да ги исполни условите да една листа на кандидати може да биде потврдена. Во оваа одлука даваме и соодветно упатство како да се постапува со евентуално дадените гласови за оваа листа на кандидати, односно избирачките одбори и комисии ќе ги сметаат таквите гласачки ливчиња за неважечки. Од ДИК велат дека ваков сличен случај имало и на претходните избори и дека изборната комисија и тогаш постапила на истиот начин. Таков случај се појави и минатата година, меѓутоа ние преземавме мерки и листата ја отфрливме, бидејќи тој не беше запишан во избирачкиот список. А сега е запишан во избирачкиот список и тоа ствара дополнителна конфузија, меѓутоа како што рековте, ќе се покрене, ќе се предадат документите на основното јавно обвинителство за да покрене поставка доколку цени дека има основи. Со ова бројот на поднесени кандидатски листи за советници 576 останува покус за една советничка листа. Бројот на кандидати за градоначалници останува ист, вкупно 309 кандидати, кои ќе се тркаат во 80 општини и во градот Скопје, а ќе се гласа на 3474 избирачки места. Право на глас на овие локални избори имаат 1.832.415 граѓани.
Од вкупно запишаните избирачи, најмногу граѓани со право на глас има во Куманово, а најмалку во Лозово. Најстариот гласач во земјава запишан во избирачкиот список има 107 години, а најмладиот ќе стане полнолетен на самиот изборен ден. За да биде избран градоначалник уште во првиот круг, ќе треба да освои мнозинство од гласовите, но под услов на гласачките места да излезат најмалку 1/3 од запишаните избирачи во конкретната општина. Претрес во село во општина Чашка поради сомневање за подкуп при избори. Како што информираат од МВР, денеска во 8 часот по претходно добиени оперативни сознанија врз основа на добиена судска наредба од Основен суд Велес, полициски службеници од одделението за криминалистичка полиција при СВР Велес извршиле претрес во домот на 59 годишен жител на село Согле поради основи на сомневање за сторено кривично дело подкуп при избори. При претресот се пронајдени одземени 60 банкноти од 2000 денари и еден мобилен телефон. Известен е јавен обвинител од Основното јавно обвинителство Велес, а по целосно документирање и расчистување на настанот против лицето ќе биде поднесен соодветен поднесок, информираат од МВР. Ги гледавте вестите, имајте убава вечер.